Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Брала момака пини, брала момака пини, брала момака пини во европски градини, оф аман аман аманан. Што правиш, бе? Па тие тргна петокраката, а мене нешто многу ме нервира ова афионот, па си викам да го тргнам. Добро. Кај си тргнал, бе? Ја од Љубгово. Нешто помрзим ова е вода што ми цури. Брлива работа. Каде, бе, ненормален? Да го ставам влајко на грбот? Па не гледаш дека нема лека? Ало, президенте, каде су идот, бе? Ватикан го бава Палјурци. И тоа, нели се штабот на ССМ се сели во Палјурци? И ја на Бенедикт, за мене, и планината да им ја дадам поштовани. Штвакната работа. Па и ти ли, сине Јоване? Ја, мене мандат истече, game over. Сега зимам сонце, носам дома Даблин, мене таму грее сонце, охо-хо. Па добро, и вака е добро. Абе, мрдлет, фати да пропариш тоа програмата да не ти појачам диоптрија, разбра? Ако сум подпредседател на партија, морам да станам слободен зидар. Зидар, абе нас молер ни треба, бе! Сега тргај да искречиш канцеларијата на шефот! Ордо Темпли Ориентис. Лодж Мадер Кливнинг. Златна зора. Оги, а широко затворени очи? Па што не кажа дека тоа те интересира, бе? Абе, ние се исплашиме дека стварно те интересира слободно зидарство. Зидарство не. Не сум по физички работи. Кој си, бе, ти? I am the one who's going to beat you up. И викаш маскиум балурги. Ма која ки му даде на овој, бе? Па пола партија ми забегала у порнографија. Не порнографија, шефе, масонерија. Викаш геја? Не масон, шефе, масон. И викаш масонерија. Масонерија, шефе. Масонерија. Одма да си ми го донел Алистер Кроули во партија за советник. Има да видат кој е темплар над темпларите. Они мене ки ми се прават поголем Жак де Моле од мене. Отворам распара за законот број 2340423. Бенчмарк број 4932, директива под клаузула 3. За. Остварено, параграф 444, долна црта 392, трансферзала во графикон 4. За. Остварено, категорија под меѓународна технократија, бриселска економизација и катазлична процедура за рамковна администрација. За. Добро, ова беше само препорака, не е за гласање, ама добро, остварено. Македонија го реши проблемот со Грција. Решивме без референдум да се прекрстиме во Бриселска република Македонија, скратено БРМ и БРМ. БРМ во ЕУ. БРМ во ЕУ и НАТО. Ама опозицијата вели дека има подобро решение. Бриселска република Македонија е добро решение само за белгијците во Македонија, но не и за фламанците, и затоа ние предлагаме Бриселска република Македонија у заграда Бриш, скратено БРМБ и
Македонија се подели на брмчала и брмбаджи. Види ваха, ти таму го брнчи, овој го брмба тука, али мора да се зна да е оне мочко у Брисел, оне што пишки таму на оне плоштади трги остало, дека е албанац бе. И кај бевте вчера? Прво бивме во влада. Најпрво мора да се образувате со бесплатните учебници, зашто образованието е сила. А јас ќе ве поверам со екстерно тестирање и кога ќе научите веронаука, отворете си го срцето едни кон други и брзо остварете по 2-3 деца и ребалансирајте малку со тоа цигарите. Добро? Кој ви делае од журкање, бе? Прво мора да се интегрирате во меѓународната заедница, а после журкање. И после бевме кај председателот. И кога јас бев дете, трчав по штафетата на младоста и Тито ми мафташе од ложата таму. Наслед на 25 мај во 3 и 5 на 4 мај, кога умре другарот Тито таму, и плачевме сите, и јас пеев: Друзе Тито ми ти се кунемо. Пеев сите јас таму. Ама јас сакам да бидам принцеза. Принцеза. И после мораш да бацуваш жаби. И да спиеш таму на глашак, на граф, ако треба. И да бруичкаш во пепел таму после. Лошата клавица ќе ти вика огојац и така натаму. Сега да не изборам понатаму ставам. Ама најинтересно беше во Уставен суд. Пази ваму сега. Ај ти Гитла, па ти не плати за екскурзија. Што е ова, хуманитарна организација или школа? Значи, деца, се наоѓаме во Уставниот суд. Тука живее правдата и вистината. Можете да ги прашате што сакате, еве, овие чичковци. Чичко, зошто нема лустрација? Чички во партита ти. А тебе, кој ти изборил за лустрација? Тато. Земам подарци на Малиов и на татко му да види кој е. Сгреши, Малиот. Сигурно мислиш на фрустрација. Татко ти има фрустрација, да. Не, тато има досие и во него сите што го кодошеле. Дете. Има разни фрустрации. Ситна, крупна, овча, многу чеша. Не сме да се пипке, што ти остануваат лузни. Не ве прашав за сипаници, туку за кодоши. Слушај, внучко, овој дедо секогаш ја зборува вистината. Ава затоа ве викаат кралици на вистината. Епа и јас сакам да бидам кралица исто како вас. Ќе бидеш. Проверувам малава од кои структури. Ако е од нашите, да ја обучуваме тука од маѓа. А вистина е дека Уставниот суд сега се бави и со заштита на животни? Какви животни? Па тато ми рече дека заштитувате гаврани, шкорпи, бумбари и бели магариња. Дале. Ако мислиш дека смееш да го смениш името, и ти си идиот. Кога ќе го слушнам зборот култура, веднаш се фаќам за мојот пиштол. Така рекол нацистот Геринг, цитирајќи драмски текст по повод роденденот на Хитлер, а ние денес ќе се занимаваме со дел од културата наречена уметност. Они, да, силеджи од МПЦ, црта крст и не провоцираат, ќе видат они убаво. Од плоштадот Слобода, со од лабуда, ние ќе ве спречиме, од уметност ќе ве лечиме. NGO. NGO, yo, NGO. Абе, не напаѓаат со уметност. Идат демони. Црна се чума зададе. Одма да се активираат медиуми. Паника. Ова е војна.
Кој го нацрта жултиот крст на плоштадот? Дали се тоа силеджиите од МПЦ или хулиганите од МПЦ? Трето нема. Ние од општина Центар појма немаме, не сме од тука, може да сме изгубени во свемирот, ава еве одма го бришеме ова што не знаеме што е и 50% попуст на совместните производи во моите маркети. Абе, ти нормален ли си? Градот нема да дозволи да биде заложник на неколку илјади уметници.